Во рамки на кампањата промени на делово организација на ВМРО ДПМНЕ, градоначалникот Лјупче Папазов даде осврт за 2022 година и за реализираните проекти во неа. И покрај економската и енергетската криза и обструкциите, новата локална власт за една година успеа да реализира капитални инвестиции во висина од 140 милиони денари. Како нова локална власт и покрај кризата и обструкциите од власта, исклучително сум горд што успеавме да сработиме повеќе од 4 години на минатата локална власт. Енергетската криза енормно ни ги зголеми трошоците, но и покрај кризата нашата цел е да изградиме помодерно и поубаво Кочани. Капиталните инвестиции за 2022 година беа во висина од 140 милиони денари. Тој за оваа 2023 година најави дека ќе се изгради објект за домување на лица од социјален ризик, како и реализација на проектот за реставрација на споменикот на Слободата и други проекти кои што беа предложени од страна на граѓаните на општината. Капиталните инвестиции за Кочани за 2023 година се во вредност од над 100 милиони денари. Се обврзувам дека ќе се изгради објект за домување на лица од социјален ризик. Ќе се реализира проектот за реставрација на споменикот на Слободата во Кочани и ќе се опреми мултикултурниот центар во Кочани. Тој додаде дека следува уште една година посветена работа, промени и дека и општина Кочани ќе стане современа општина во која ќе се реализираат значајни капитални проекти.